Со надпреварот во знаење од областа на енергетската ефикасност се заокружи училишниот проект на Ева на Македонија за учебната 2013-2014. На детскиот квиз надпревар за енергетска ефикасност кој се одржа во Охрид, учествуваа представници на зелените енергетски клубови, односно секции формирани во 12 основни училишта низ Македонија. Учениците го покажаа она што го научиле низ целата учебна година, а се надпреваруваа во повеќе игри. Специјално за нив игрите ги креираа младинци од повеќе средни училишта и факултетите низ цела Македонија, меѓу кои и штитеници на домот 11 октомври од Скопје. Победници на детскиот квиз се учениците од Основното училиште Мите Богоевски од Ресен, второто место го освоија учениците од Основното училиште Видое Подгорец од Струмица, а на трето место се пласираа учениците од Основното училиште Ѓорче Петров од село Ропотово. Победниците добија богати награди, а сите учесници подароци од Ева на Македонија. Во текот на целата учебна година, учениците од 10 до 13 години следеа посебни програми во чии рамки научија за изворите на електрична енергија, ја оценуваа енергетската ефикасност на училиштето и правеа експерименти. Она што беше новитет оваа година е тоа што децата научија како да спроведат локални кампањи за штедење на електрична енергија. Во изминативе месеци зелените енергетски клубови реализираа дури 12 различни кампањи за подигнување на свеста преку најразлични алатки, видеоспотови, летоци, постери, настани и посети на соседите. Училишниот проект на Евана се спроведува веќе 7 години, во рамките на кои се опфатени основни училишта во сите општини во Македонија. Едукативниот процес го минале над 36.000 ученици. Во последните 3 години основани се секции, односно зелени енергетски клубови во 41 училишта. Партнери на Ева на Македонија во училишниот проект се граѓанските организации, Здружение Конект, Центар за енергетска ефикасност на Македонија, Младинскиот совет Охрид, Жетва на знаење од Прилеп и Планетумот Струмица.